Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за еден релативно чест здравствен проблем – спондилозата, при што доаѓа до окостување на рбетниот столб на негови различни делови. Според некои медицински истражувања, 85% од лицата постари од 60 години имаат некаква форма на спондилоза. Спондилозата дава ли карактеристични симптоми, може ли да доведе до сериозни тегоби здравствени? Како се лекува, може ли да се стави под контрола, но и да се превенира? За сето ова, детално од денешното интервју со гостинката која што со мене во студиото станува збор за примариус, магистар доктор Иванка Стефановска, ортопед во Ремедика. По рекламниот блок се гледаме веднаш во студиото. Со примариус доктор Иванка Стефановска, ортопед во Ремедика, денеска зборуваме за спондилозата. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов, поздрав до вас, Марија, до Телма и секако до гледачите. Докторке, каква болест е спондилозата? Вела дека доаѓа до окостување на рбетниот столб. Дали е тоа соодветен израз и дали на вистина се случува нешто такво со рбетниот столб? Соодветен израз, некој потполно, меѓутоа делумно. Пред да ја објаснам спондилозата како таква, би сакала неколку воведни реченици. Значи, најпрво, рбетниот столб е оска на нашето тело. Од него зависи нашето држење, од него зависи функцијата на органите, кои што се во градната и стомашната шуплина, значи влијае на севкупниот наш живот. Тој се состои од пршлени, од меки перничиња, така наречени дискуси помеѓу пршлените. Тука се гледаат убаво во бела, односно сина боја, да. Како изгледа? И од зглобчиња кои што се во задниот дел на рбетниот столб, обкружене со лигаменти кои што го држат столбот во целост, обкружене со силни мускули и она што е најважно, од него излегуваат нервите за долните и горните екстремитети, а во каналот кој што го формира се наоѓа рбетниот мозок. Значи, во суштина, рбетниот столб содржи многу значајни елементи, невромускулни елементи, кои што понатаму даваат, влијаат на квалитетот на нашиот живот. И сега што се случува во спондилозата? Спондилозата е пред се дегенеративно заболување. Кога велиме дегенеративно, значи дека доаѓа до пропаѓање на зглобните арскавици на пршлените, дека доаѓа до губиток на еластичност на дискусите кои што се наоѓаат помеѓу нив и доаѓа до промени на зглобчињата кои што се во задниот дел на пршлените, а сето тоа води до зголемен притисок на нервните структури што излегуваат од рбетниот столб или што се наоѓаат во него, односно рбетниот мозок. И сите симптоми кои што ние ги чувствуваме практично се резултат на притисок врз овие структури. Споменавте дека станува збор за дегенеративно нарушување. Дали е тоа слично со артрозата што се јавува на колената, на зглобовите на рацете? Точно така. Значи, дегенеративните болести пред се засегаат зглобната рскавица и како резултат на пропаѓањето на зглобната рскавица, организмот се брани формирајќи остеофити или шилци, коскени шилци, кои што се случуваат пред се за да ја прошири тој дел кој што е оптоварен, зглобната површина, која што ги прима притисоците на нашата секојдневна активност, значи да се прошири со формирањето на тие шилци. Значи се формираат коски? Се формираат коски. Тие шилци од друга страна влијаат, прават притисок на нервните структури, на артериите и така натаму, и оттаму се проблемите кои што ние ги чувствуваме. Значи шилци се јавуваат всушност и на рбетниот столб? И на рбетниот столб. Тоа е една од карактеристиките на спондилозата. Сега рековме дека тоа настанува како дегенерирање на рскавицата, нели? Меѓутоа, тоа дегенерирање на рскавицата не значи секогаш многу голема возраст, многу напредната возраст. Тоа значи и злоупотреба на рскавицата. Односно, активности при што рскавицата претрпува поголем стрес и затоа побрзо пропаѓа. Како, например, одредени положби при работни обврски, одредени активности, чести наведнувања, исправања, подигање на товар, сето тоа води до забрзан процес на старење на рскавицата и напреднување на проблемите кои што водат конечно до спондилоза.
Доаѓаме до најчестите ризик фактори кои што водат до спондилоза. Ние издвоивме неколку, а денеска докторката ќе ги искоментира. Тоа се староста, прекумерната тежина, седичкиот начин на живот и отсуство на физичка активност, пушењето и генетиката. Ќе започнеме од возраста. Дали времето е секогаш непријател на нашите Во принцип, да. оски? Значи, старењето на сите структури во организмот е неминовно. Како што добиваме бели влакна, како што добиваме бори на лицето, така стареат и структурите во нашите зглобови, односно во нашиот рбетен столб. Се губи хидрацијата на дискусите. Значи, тие веќе не се толку еластични, се поригидни и со тоа автоматски поподложни на промени, нивни промени во текот на животот, кои што понатаму резултираат со формирање на остеофити, односно спондилоза во целост. Значи, возраст е еден значаен фактор, апсолутно. Точно ли дека след 40-та година голем дел од луѓето имаат докази за спондилоза на рентгенските снимки? Тоа е точно, апсолутно. Возраста, односно 40-та година е некоја, да речеме, вака, возраст кај што се прекршуваат работите. Меѓутоа, морам да кажам дека спондилозата, например, на вратниот рбет, се почесто се среќава и кај помлади особи. И тоа се пред се особи кои што се врзани со работа на компјутер, монитор, екран, кои што имаат фиксиран поглед во текот на работното време, што дава затегање на мускулите, притисок врз сите структури и одбраната на организмот е во создавање на спондилозни промени. Па и држењето на мобилниот телефон преку ден, голем дел од денот го поминуваме со наведната глава. На вратот кон напред, сето тоа придонесува за порано појавување на тие симптоми на спондилоза. Инаку 40-та година е секако некој преломен период. 85% од лицата над 60 години велат дека страдат од спондилоза. Па јас мислам дека веројатно секој од нас познава многу луѓе кои што се жалат на проблеми со рбетниот столб. Тоа е, меѓу другото, резултат и на начинот на живот, нели, како живееме, меѓутоа и резултат на слабоста на рбетниот столб. Што значи тоа? Значи, ако нашиот рбетен столб бил предвиден во филогенезата наша, нели, да ние се движиме на 4 екстремитети, неговата еволуција не оди толку бргу, колку што ние бараме од него да поднесе во текот на нашите животи. Значи, што сакам да кажам? Прилагоденоста на рбетниот столб, на стоечка позиција и на се што значи секојдневно функционирање на современиот човек, имаме тука една дискрепанца. Од тие причини мораме да му помогнеме. Значи, тука доаѓаме до она што е во суштина најголем проблем, а тоа е нашата активност, физичка активност, јакнењето на мускулите, кои што треба да го потпрат во одредена положба и да превземат дел од оптоварувањата кои што тој ги претрпува во текот на животот, тука луѓето најмалку се активни. Знаете, кога ќе се појави човек со некаков проблем на рбетниот столб, очекува да му дадете некој лек, магично стапче кое што ќе го отклони проблемот и ќе го реши проблемот веднаш. Тоа можеме да го сториме во однос на болката, меѓутоа тоа не значи дека нема да се повтори таа епизода, бидејќи клучот е во нешто многу повеќе, а тоа е редовна активност. Ќе проговориме каква активност се препорачува, но и седичкиот начин на живот е проблематичен. Има ли начин на седење што му годи на рбетот или не постои такво нешто? Има сега ергономски столици на топка и така, кои што цело време му даваат некаква активност на рбетот, да не биде многу статичен. И на тој начин се овозможува подобра негова подпреност од мускулите околу и на тој начин и полесно да се надминат проблемите во однос на создавањето. Но сите ние бараме удобна. Така е, бараме удобна, бараме да сме малку така олабавени, никој не седи сосема исправен. Така да имаме мене во емисија, да, вие сте пример за хубаво седење. Сакам да кажам, тоа седечкиот начин на живот е погубен во суштина, знаете, за се. Бидејќи правите притисок на места кои што не се предвидени да претрпуваат притисок, под број 1, под број 2 правите притисок и на внатрешните органи. Свиткани сте и на белите дробови и на стомашните органи. Така да тој секако придонесува за рана појава на спондилоза.
Што е со прекомерната тежина? Дали лицата со вишок килограми секогаш имаат проблеми со ребетот? Не само со арбетот апсолутно, меѓутоа исто така и со колковите, со колената, затоа што секој килограм повеќе од она што е оптимално представува товар за организмот. И колку повеќе килограми, толку повеќе товар си носиме секојдневно во нашите редовни активности. И тоа е нормално да остави трага и последици врз сите коскено-зглобни структури, а особено врз рбетниот столб. Значи, килограмите се апсолутно многу голем фактор во појавата на спондилоза. Ке лицата со спондилоза со покачена телесна тежина им советувате веднаш да ослабнат? Им советуваме секогаш. Тоа е за општо здравје, а особено за здравјето на рбетниот столб. Меѓутоа и тоа е еден фактор кој што многу тешко се постигнува. Знаете, многу е тешко да натерате некого да прифати дека тоа е клучот на неговите проблеми. Не е клучот во лековите што ќе му ги давате, туку во коригирање на телесната тежина и постепено, меѓутоа редовно активирање. А што е со лицата што имаат некакви болести, да речеме дијабетесот? Дали може да доведе до спондилоза? Ризик фактор ли е? Па видите, ризик фактор е до толку што дијабетесот често пати дава изголемена телесна тежина и тоа е една причина. Втора причина е тој дава промени на нервните структури, на исхраната на нервите. Значи, малите нервни крвни садови околу нервите се веќе загрозени со појавата на дијабет и сето тоа доведува до порани промени. Не е некој апсолутен ризик фактор, меѓутоа секако е ризик фактор. А генетиката? Генетиката до толку што градбата на сврзното ткиво, градбата на сите структури се наследува на некој начин, така да ако не се направи корекција благовремено, што значи во детството, например луѓе кои што имаат многу еластични зглобни структури, би требало да ги насочуваат своите деца, доколку ја имаат истата состојба, да бидат што порано во животот активни физички, да развиваат силни мускули кои што ќе го контролираат прекумерниот опсек на движење во сите зглобови, па и во рбетниот столб. Тоа ли исто се забележува? Можеме да знаеме дали имаме еластични зглобови? Па тоа со преглед се забележува. Со преглед се забележува. Значи, има луѓе кои што можат многу лесно да направат шпага, да речеме, за разлика од други кои што им е тоа потешко. Балансот е негде на средина. Така. Продолжуваме понатаму, само да ги поканим и гледачите. Од овој момент почитувани емисијата ќе биде контактна. На кој дел од телото обично се јавува спондилоза? Дали може на секој сегмент од рбетниот столб да се јави ваков проблем? Значи, рбетниот столб, ако го погледнеме во профил, странично, во нормални услови има вдлабнување во предел на вратот, вдлабнување во предел на половината. Тоа е така за распределба на силите што ги поднесува да биде што по-оптимална. Најчесто спондилозните промени се јавуваат на тие подвижни делови на рбетот, а тоа е вратот и половината. Доколку единката има проблем некаков со рбетниот столб, па тоа значи премногу исправен рбетен столб, многу често може да се јават и во предел на грбниот дел од мускулите. Меѓутоа, вратот и половината се најчесто зафатени и тоа во зависност од тоа каква е активноста на единката. Да речеме, физички работници, кои што премногу се наведнуваат, се исправаат, подигаат тежини и така натаму, секако прво ќе страда половинскиот дел на рбетот. Од друга страна, информатичари и слично, кои што се цело време со монитори, ќе страда рбетниот столб во вратот. Да. Зависи, значи, кој дел се оптоварува. Зависи кој повеќе се оптоварува. А дава ли карактеристични симптоми спондилозата? Да. Значи, симптомите на спондилозата се должат пред се на спазам на мускулите кои што се околу тој сегмент на рбетот. Например, ако е вратна спондилоза, имате напнатост на вратните мускули. Таа напнатост има за цел да го малку ограничи движењето и да спречи натамошно пропаѓање на структурите кои што се под притисок, или ако е во половината, напнатост на мускулите на грбот околу половината. После тоа, следната етапа е притисок врз нервите кои што излегуваат од соодветниот дел на рбетот. Значи, тоа се болки, трнења,
во вратот, во рамениците, по должина на целата рака, трпки по одредени нерви. Потоа исто така трпки во нозете, тоа е класичен ишијас, нели, кој што се должи на притисок на корените на ишијадичниот нерв заради промените на рбетот. И крајната, во крајниот степен, нели, кога доаѓа до стеснување и на каналот на рбетниот мозок, веќе особено во долниот, во половинскиот дел на рбетот, можеме да имаме проблеми со вршење на голема и мала нужда и така натаму. Испади неможност за одредено движење да се подигне стапалото или слично. Значи, може и сериозни последици да даде спондилозата. А може ли пациентите да имаат спондилоза со години да немаат никакви симптоми? Тоа е, знаете, како да кажам, најинтересната состојба во ортопедија. Ние велиме, имате многу лоша слика, рентгенска слика, и пациент кој што многу добро го поднесува тоа, и обратно. Имате пациент кој што е во страшна мака, ама рентгенската слика не е толку сериозна и толку лоша. Тоа зависи од повеќе фактори. Прво, кој како ги поднесува работите. Нели, прагот на болка е различен. И прагот на болка и воопшто соочувањето со проблемите е различно од човек до човек. Меѓутоа, секако, што поизразени објективни промени на рентгенска слика, на магнетна резонанца и така натаму, секако посериозни симптоми. Дали диагноза може да поставите само врз основа на рентгенска снимка? Може да се постави диагноза, бидејќи ќе се видат така наречените секундарни промени на пршлените. Значи, ние на рентгенската снимка ги гледаме само коскените структури. И во зависност од тоа колкава е близината помеѓу пршлените, велиме да има веќе оштетување на дискусите, значи на меките петничиња, или ги гледаме тие шилци, остеофити, тоа можеме да го видиме. Меѓутоа, промените на самите нервни структури најмногу ги гледаме на магнетна резонанца. Пред да продолжиме понатаму, ќе дадеме предност на гледачот кој што очекува вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден, почитувана водителке. Ви благодарам. Добар ден до докторката. Сакам да ја прашам, докторката, дали луѓето со рамни стапала е поврзано со оваа болест со спондилозата и дали редовното возење на велосипед може да помогне и за рамните стапала и за спондилозата? Ви благодарам за вклучувањето во програма и за убавото прашање. Повелете, докторке. Значи, рамните стапала сами по себе се патологија. Ние не треба да имаме рамни стапала. Стапалото треба да ги има сводовите, кои што нормално нели се предвидени да ги има, првенствено за да пренесувањето на силите при стоење, одење и било каква активност биде што порамномерно распределено. Доколку се рамни стапалата, веќе имаме директно пренесување на силите кон рбетниот столб, така да може да придонесе до порана појава на спондилоза, особено ако е активноста како трчање и скокање, некоја редовна активност кај пациентот, односно кај единката. Во однос на велосипедот, велосипедот е добар за јакнење на мускулите околу половината. Во однос на стапалата не може нешто премногу да помогне, меѓутоа вртењето на педалите со прсти делува малку и на стапалата. Во секој случај не е лошо. Може би нема не знам каков бенефит да има, меѓутоа не може да има ништо лош ефект кон стапалата и кон рбетниот столб. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би сакала да ја прашам докторката, баш имам проблем. Овој проблем ми се јави лани. Почна горниот дел од внатрешна страна на левата нога, помалку изразено на десната, мускулатурата да ме боли. Меѓутоа сега, последна година, кога одам ме боли фактички мускулот и повеќе од десна страна е изразено, односно лева страна, со тоа што јас така речено не се движам, затоа што имам проблем. Па ја би сакала да знам дали оваа болка на мускулатурата е од спондилозен карактер или ништо друго е во прашање, не знам. Така имате дилема во што се состои проблемот за една мускулна болка? Да, не знам дали е поврзано со спондилоза, инаку имам ја вратна спондилоза и сум имала многу проблеми со раката, а сега имам
на сабајле кога ќе станам трниње на сите прсти и болки страшни во овој до малиот прст, имам така. Секој сабајле тоа ми се случува или се случува воопшто да не ги осеќам прстите на левата рака сам. Па би сакала да знам дали може би овие проблеми се поврзани меѓусебно. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Значи, гледачката многу убаво ги објасни симптомите на вратната спондилоза во крајниот степен, токму тоа трпки, особено после станувања и во текот на денот, во зависност нели од активноста и така натаму. Сега проблемите со ногата апсолутно може би се должат на спондилоза во половинскиот дел на рбетот, бидејќи веќе постои спондилоза вратна. Значи очекуваме да има и во долниот сегмент. На други делови на рбетот. Симптомите може да бидат така наречени радикуларни. Кога има притисок на нервните корени, на одредена височина на половинскиот дел на рбетот, болката и слабоста се во проекција на инервацијата на нервот. Значи, ако е за нервите кои што одат кон бутот, како што опиша, кон натрешната страна на надколеницата, можно е притисокот врз тој корен на нервите да ја даде таа болка, значи можно е спондилозата во половината да даде вакви симптоми. Меѓутоа, тоа мора да се констатира со преглед, со евентуално натамошни испитувања. Не ја исклучувам можноста да е спондилозата причина, меѓутоа треба да се провери. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум Војо од Македонска Каменица. Имам проблем со рбетот, значи имам цервикобрачалџија десна од Италија со физичка тешка работа во хотел, носено тешки куфери како намештај и душеци на десното рамо и левата страна повеќе одеше главата. И сега вратот ми е оштетен, веќе 15 години сум инвалид, речи се 80%. Имам пензија врз основа на стажот и тога сега рамото десно ми е пониско и имам червикобрачалџија и мускулот го нема и затоа пијам мелаксикам. А претходно на градежништво имам паднато на скала од трети спрат, значи средниот рбет имам траума и слабо се гледат на пукнатините на рбетниот мозок. А кичмата послабо, оштетена, али не толку многу и за неа пијам бупрофин. Сега, пошто навечер имам и многу трпки на целото тело, не можам да заспиам, да се олабавам. И пијам трамадол по 4 капсули од 50 мг. Ортопед од Скопје и од Штип ми рекоа некоја физикална терапија да направам, имам резонанци правено и од Козле, од Скопје ми рекоа дека многу е тешко да се направи некоја попрецизна физикална терапија, може само она релаксирачка и може би максимум некој лазер терапија. Сега ја прашувам докторката дали можам некоја по-убава масажа да направам или така ќе се остане со тие терапии. Така, ви благодарам за вклучувањето, повелете. Да, значи, апсолутно, проблемите што ги кажува гледачот се должат на очигледно промени на рбетот, нешто од работата, нешто од самиот пат и така натаму. И тука треба терапијата што ја добива е терапија за болка. Значи, ќе се напиете лек, ќе ви се намали болката или ќе ви исчезне болката. Меѓутоа не сте го решиле проблемот. Физикалната терапија има за цел да го намали отокот на засегнатите структури во соодветниот сегмент, дали е врат или половина, сеедно. Таа помага, меѓутоа најмногу од се помага кинезитерапијата или вежбите. Значи, за да си помогне гледачот, треба да ги научи тие вежби кои што се соодветни за одредениот дел на рбетот, да ги зајакне мускулите и на тој начин да ги растерети притисоците врз нервните структури кои што се очигледно засегнати, како што рече трпки во рацете и така натаму. Тоа е една работа. Втора работа, што еве веќе и претходната гледачка ме наведе да го споменам ова, е вели станувам и имам трпки во рацете. Значи, на што спиеме и како спиеме исто така има влијание врз проблемите што ги чувствуваме од спондилоза. Значи, душекот е важен? Душекот и перницата. Значи, душекот треба да биде потврд, треба да се менува често. Тоа не е можеби многу популарно во овие услови на криза, меѓутоа е значајно.
Душекот обезбедува соодветна потпора пред се на половинскиот дел на арбетот. Втората битна работа е перницата. Перницата не смее да биде висока, не смее да биде ни многу ниска, ама треба да има некое подигање токму во тој дел кај вратот, кај што ние практично ќе овозможиме кога ќе легне вратот да го добие тоа вдлабнување што треба да го има нормално. А кое што со тек на време и со напредокот на спондилозните промени се губи, така што во профил вратот е исправен, наместо да биде вдлабнат. Постојат анатомски перници со такви подигања, значи не смее никако да биде тоа многу високо, затоа што доколку е високо, тогаш главата оди многу нанапред и имате апсолутно затегање на сите структури од задниот дел на вратот. Не смее да биде ни сосема равно, зашто во тој случај ги напињате мускулите за да ја држат главата и тие се повторно напнати, наместо да бидат релаксирани со подигањето. Зошто јапонците спијат Да имаат како тенки перничиња само под врат, затоа што тоа обезбедува олабавување на мускулите и подобрување на состојбата. Сега, ако имате анатомска перница, а ја користите неправилно, а правилно користење значи убаво да ја набиете буквално на рамениците. Но во сон може да се изместиме, нели? Да, меѓутоа вие ќе се навикнете, ќе ја набиете убаво и подигањето ви доаѓа точно под вратот. И потоа кога ќе се изместите, ќе си поднаместите рефлексно. А ако ставите тилот на подигањето, ја добивате повторно оваа положба, која што не е добра и пак се будите со проблеми. Значи анатомска перница, но правилно да се употребува. Правилно и при тоа да се остави простор да се навикне организмот да спие на таква перница. Тоа не оди преку ноќ. Имам уште двајца гледачи, јас имам уште многу предвидени прашања за денеска, но еве, ајде ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав до докторката и до прекрасната екипа на ТВ Телма. Благодарам. Би ја замолила докторката. Мојата диагноза е М16, коксартроза на обата колка и на сите зглобови и М511, дискосхернија вертикална лумбална. За сега пијам остеок-2 и колаген. И второто прашање би било колку суплементи ве како снеил комплекс, куркумин, што Натура терапија ги рекламира, колку они како додатоци во исхраната би имале помагаат. некаков ефект, и така? што значи оваа диагноза? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Значи пациентката како што заклучив има коксартроза на двата колка, има дискусхернија во лумбалниот дел на арбетот и пие суплементи остеок-2, што рече, нели, не е важно, и колаген. Значи, суплементите се особено значајни, односно конкретните суплементи што ги земате за градбата на коската. Колагенот може да помогне до некаде и за раскавицата. Дури орално ако се зема преку уста? Тоа е многу дискутабилно, меѓутоа дали станува збор за плацебо ефект или зашто некои пациенти се задоволни. Сега колагенот сам по себе не е штетен, така да ако веќе чувствува некој бенефит, може зошто слободно да не, така. Зошто да не. А доколку се инjектира на местото на проблемот? Не се, с хиалурон се инjектира повеќе, не колаген. Добро. Сега, тоа што го правите може да ви помогне, значи, до некаде за артрозата, иако сум многу скептична тука. Меѓутоа, за коксартрозата повеќе ќе помогне физикална терапија, умерена активност, редукција на телесна тежина, вежби за колкот и кога ситуацијата ќе биде веќе, да речеме, неподнослива, тогаш доаѓа во обзир хируршки зафат, ставање на вештачки колк, зборувам за коксартрозата. За дископатијата во лумбалниот рбет исто така треба активност. Пациентката со самото постоење на коксартроза има еден тилт на крлицата додека оди, што значи постојано оптоварување на рбетниот столб во половината при секој чекор. И тука мора да има нешто да го потпре рбетот, тоа се мускули.
Ништо друго. физичката, клучот е физичката или некаков активност. појас. Со тоа што појасот значи уште поголемо олабавување на мускулите. Значи тука мора да се направи некаква рамнотежа. Појасот не е решение. Појасот е решение само во период на интензивни болки. Приодно решение. Апсолутно. Преодно и привремено. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добив знак дека се исклучил. Во ред, може би повторно ќе има можност да се јави во телма и да се вклучи. Сега да направам јас селекција од многуте прашања што ги наведов во денешната емисија и веќе започнеме со физикалната терапија. Дали кај спондилозата масажите може да помогнат? Може, апсолутно. И Бидејќи ги препорачувате? Да, бидејќи тие релаксираат мускулите и на тој начин го намалувате притисокот што напнатиот мускул го прави во сегментот врат или рбет или половина, уствари. Така да се препорачува, се опушта. А какви физички активности препорачувате? Физички Каков тип активности, на вежбање? Значи, прво и основно, физичката активност треба да биде редовна. Значи, не може да се вежба малку, па после 2 месеци пауза, па после пак. Тоа нема никаков А ефект. редовно, значи секојдневно? Па барем неколку пати во текот на неделата. 2 до 3 пати во неделата. Што треба да се вежба? За спондилозните промени не се препорачува премногу трчање и скокање. Да не речам воопшто не се препорачува. Зошто? Затоа што на структури кои што веќе се оштетени сами по себе заради дегенерирање на рскавицата или заради намалена еластичност на дискусите, вие кога аплицирате товар во вид на трчање и скокање, тоа е голем стрес и промените ќе напредуваат побрзо. Меѓутоа, активност што значи истегање на мускулите, значи нивно релаксирање и истегнување на сите лигаменти и зглобни капсули кои што го држат рбетот во целост како една целина, и при тоа постепено јакнење на мускулите, значи бенефит. Значи тоа се вежби на истегање пред се, кои што може да бидат комбинирани и со теретана и со нешто, ама со контролирано аплицирање на тежината која што се користи. Значи многу е важно да се зајакне грбната и градната мускулатура. Градната и стомашната. стомачната. Пред се, затоа што цврстиот стомак е потпора на половинскиот дел на рбетот. Некои се жалат, велат, заради грбот не можам да правам стомачни, но сигурно има начин да се Точно зајакнат. е тоа. Заради грбот не можат да прават стомашни, бидејќи вежбите што се прават за јакнење на стомашните мускули значат свиткување на грбот или свиткување на нозете. Сега, кога ќе ја правите таа активност, доколку осетите дека позади рбетот реагира, вратите се малку назад. Може би ќе биде минимално движењето. Меѓутоа, болката укажува дека веќе стомашните мускули не држат. Не можат да го издржат, активноста која што ја аплицирате. Со натамошно форсирање на активноста само ќе направите проблем позади, нема да ги зајакнете. Па потоа ги боли грбот после Така е. вежбањето. Значи, тука е клучот во умерена, редовна, безболна активност, која што на подолго време ќе доведе до јакнење на мускулите. Ама треба трпение. Треба трпение, како за се во животот, Како за се, треба али и за особено ова. за ова, да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден, Добар ден. повелете. Прво благодарност до докторката за извонредното објаснување едноставно за сите нас пациентите. Секогаш прашања. прекрасни и јасни појаснувања дава докторката. Многу важно за слушателот. Така. Благодарам. Сакав да замолам нејзиното мислење на докторката за лазерската терапија при спондилоза. Дали е лазерот неопходен, потребен? Јас имам L5S1, вика не постои, и спондилоза на вратните пршлени, и уште пишува дека исправено е физиолошкото во вратниот дел. Затоа сакав да замолам нејзиното мислење за Во однос на лазерската употребата на лазерот. терапија. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи, лазерската терапија е дел од физикалната терапија. Проценката дали и кога треба да се употреби, јас сепак ја оставам на колегите физијатри кои што се стручњаци за тоа. Таа секако не штети. Меѓутоа, немојте да очекувате чудо.
од лазерската терапија. Повторно ќе кажам, губењето на физиолошкото ес во вратниот арбет значи дека пациентката треба да прави вежби за врат. Доколку болки се јават во текот на животот, нели поизразени, ние користиме и крагни, кои што имаат за цел малку да го смират вратот и движењата во вратот, за да помине таа атака на влошување. Меѓутоа, вежбите кои што ќе обезбедат еластичност и потполно одржување на подвижноста на вратот и јакнење на мускулите само може да помогнат. Значи, може лазерска терапија, апсолутно, меѓутоа во комбинација со одредени вежби за јакнење на околните мускули. Кога мускулите не можат тоа да го направат, користиме помагала како појас и шанцови крагни, ама тоа е, повторно ќе кажам, привремено. Да се надмине таа епизода. На долг рок Тоа не е решение. Не е решение. А што е со пациентите што чувствуваат силна болка заради спондилозата? Има ли некои инекции кои што би се аплицирале директно на местото каде што се создава проблемот, тие блокови? Мислам, постојат такви терапии, меѓутоа не се многу популарни. При акутна болка се дава аналгетик, се даваат дури некои пати кортикостероиди да го намалат отокот околу структурите што се засегнати, се даваат тие крагни додека малку се смири ситуацијата и потоа се продолжува со физикална терапија и на тамошно активирање. Повторно ќе кажам, многу важен сегмент на физикалната терапија е кинезитерапијата. Вежбите. Вежбите. Тие се многу значаен сегмент. А во кој случај препорачувате оперативно да се реши проблемот? Оперативните интервенции апсолутно си имаат свое место, доколку доаѓа до многу зголемен притисок на нервните структури, значи на нервните корени или стеснување на каналот на арбетниот мозок. Во тој случај се препорачува хируршка интервенција. Значи ретко ги препорачувате Мислам ретко, си имаат своји индикации. А како да спречиме појава на овој проблем? Да го правиме сето она за што до сега зборувавме. Значи да внимаваме на телесната тежина, да имаме редовна активност, да имаме редовни начин на живот да имаме редовни вежби кои што ќе ги јакнат мускулите околу арбетот и ќе ги релаксираат со истегање другите структури и апсолутно да внимаваме на телесната тежина. Реално може да се спречи процес што е поврзан со старење? Видите, можеби не може да се спречи, меѓутоа може да се ублажи, а тоа е веќе доволно. Така, тоа е веќе доволно. Тоа е као да ме прашате сега дали, например, препорачувате да се носат очила за читање или треба човекот да се мачи и да чита, нели? Секако ќе ги искористите очилата. Значи и овдека вежбите се на некој начин помагало. Значи треба да бидеме физички активни, да вежбаме уште од детството. Од детство, бидејќи децата се се помалку физички активни, тоа е една страшна треба реалност. Да се насочуваат. Значи ние Што гледаме советувате кај нив за јака мускулатура грбна кај децата се? Пливање, гимнастика. Секој спорт е добар? Секој спорт е добар, особено оној што вклучува активности од половина нагоре. Да им го ограничуваме времето поминато на мобилен телефон поради држењето на главата? Тоа сигурно, затоа што се почесто имаме деца кои што имаат грбка во арбето заради ова, гледајќи ги мобилните телефони со часови. И како се исправа таа грбка? Со вежби. Значи се со вежби се решава. Физичката активност е всушност тајната. може со вежби многу лесно, бидејќи се тие во раст. Да. А кај оние лица кои што да речеме не вежбале ништо до 40-тата година, 50-тата немале никаква физичка активност. Како да почнат редовно да вежбаат, а да не претераат? При тој да не им се јави никаков проблем. Велат тахикардија добив, ми се забрза работата на срцето. Значи, повторно ќе кажам, тука се зависи од брзината со која влегувате во поактивно вежбање. Се почнува пополека, се почнува умерено, ама редовно. И треба да поминат месеци, 5-6 месеци, да почувствувате дека имате ефект од вежбањето. Ама потоа тоа да го одржувате. Така, значи на почеток и 5 минути е доволно. И 5 минути, за потоа да премине во 50 со текот на времето. Се е подобро од ништо. Ама никако да не се форсира. Особено ако се нема навика за вежбање и се нема сознание како тоа треба да го правите. Сега убаво е тоа да се почне под контрола на некој
инструктор или да речеме при физикална терапија на физиотерапеут кој што ќе ви укаже како правилно треба да ги правите вежбите. И ако сега имате на интернет, нели Има туторијали и насоки како сето тоа може да се... особено за луѓе кои што не вежбале, треба да има некаква контрола, некој што ќе следи и ќе укаже каде се греши и колку треба да биде интензитетот на вежбањето. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашите убави појаснувања во денешната Телма амбуланта и еве што уште еднаш ни потенциравте дека физичката активност сушност го чува здравјето на нашиот трбетен столб и да бидеме физички активни. Така е, благодарам. Почитувани, тука заокружуваме денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12:50, кога заедно учиме за здравјето. Имате пријатен ден и бидете физички активни.